Добро вечер, Кочани, добро вечер за Оризари, добро вечер, победници, добро вечер, добри луѓе, и ви благодарам што сте денеска вечера со нас. Ви благодарам што одвоивте дел од вашето време. Добро вечер, ВМРО ДПМН, добро вечер за сите местни комитети на ВМРО ДПМН, Унијата на жени, Унијата на млади сили, Унијата на ветерани. Добро вечер за коалицијата за подобра Македонија и добро вечер за сите оние граѓани на Кочани кои што вечерва одлучија да ни се придружат овдека на площадот и да разговараме и да не сослушаат што имаме да кажеме околу актуелната политичка ситуација во Македонија. Поминавме многу градови, поминавме многу села изминативе неколку месеци. Поминавме и по големи градови, и помали, поминавме и по големи и помали села. Секаде буквално, ни цела Македонија владее тага, чемер, јад, депресија и разочараност. Нашите сограѓани се буквално разочарани од тоа што е реалност во Република Македонија. Затоа, овие председателски избори не се само добри луѓе председателски избори, туку овие председателски избори се пораз на заевизмот во Република Македонија. Затоа ни е потребна победа за професорката Гордана Силјановска-Давкова. Затоа е потребна масовност на 21 април. Затоа е поголема победата ќе биде. Затоа е потребна поголема масовност на 5 мај, за да биде победата уште поголема. А потоа се знае, следат предвремени парламентарни избори и огромна победа на ВМРО ДПМН. Потребна ни е победа за да ставиме крај на сето она омаловажување, за сето она понижување, за сите оние неправди кои што ни се случуваат овие 2 години во Република Македонија. За сиот оној негативен заевизам кој што е секојдневие. Три работи за нив се важни. Првата работа која што ја велат дека ќе ја донесле, тоа била, сега они велат, правдата. Втората работа за која што зборуваат на митинзите, дека блескале во странство. И третата работа е дека сме оделе напред. Но секој говор, господинот Заев го започнува и го завршува со ВМРО ДПМН и Мицкоски. И вчера ќе рече да не сум се грижал и со мене ќе направил селфи. И немам ништо против да направиме селфи јас и Заев. Ама прво треба да ги врати оние 8,5 милиони евра кои што ги украде од Глобал. Треба исто така да ги врати назад. Се сеќавате на она на Мирчо свињарникот, евро за вице, евро за црквата. И тие пари прво треба да ги врати, за да јас и Заев правиме селфи. А до тогаш ќе мора да си го гледа селфито кое што го направи со неговиот нов пријател, господинот Алекси Ципрас. И само тука треба да си се смее. Тоа е, добри луѓе, неправда. Тоа е неправда што денеска и се случува на Република Македонија. Неправда е кога овде, од Кочани, ќе ветат зелена нафта за земјоделците, а ќе изминат 2 години газејки ги дебелите црвени персијанци по Брисел и по Европа, а од зелената нафта ни трага ни глас. Додека земјоделците мачат како да скрпат од први до први. Неправда е кога исто така ќе ветат за гарантиран откуп, повисоки субвенции и дополнителни стимулации за земјоделците. А денеска реалноста овде во Кочани и Кочанско е катастрофална. Ниту луѓето имаат каде, ниту имаат зашто да го продадат родот свој. Катастрофална е ситуацијата. Ниту има загарантиран откуп, ниту има
зголемени субвенции. Истото тоа се случува денеска и во Пелагонија. Истото тоа. Истото тоа се случуваше и во Ресен и Ресенско. Луѓето со пила ги сечат крошните, бидејќи немаат каде да го пласираат родот своја. Знаете зошто? Затоа што 1 денар е килограм јаболка. 1 денар. А луѓето ги растеле тие плодови, тие дрва, за да 1 ден расцветаат и дадат плод и со тој плод да ги преранат своите семејства. Тоа е неправда. Кога го лажеш сопствениот народ само со единствена цел да дојдеш на власт и да уживаш привилегии. Неправда е кога млади луѓе, доаѓам сега од Виница, ми велат за еден викенд 450 луѓе ја напуштија Виница. А Мира Дизел нема невработени роднини веќе во семејството. Тоа е неправда. Тоа е неправда што денеска ни се случува. Неправда е кога ќе ветат 600 километра нови автопатишта, а и тој кој што го наследи, а рече си готов, им требаа 2 години за да го пуштат и ништо тоа. Тоа е неправда. Неправда е кога ќе ветат повисоки пензии, а пензионерите оваа пензија што ја добија сега на 1 април е пониска од таа која што ја добија минатата година и многу пониска од таа што ја добија на 1 април пред 2 години. Тоа е неправда. Тоа е, господине Заев, неправда. Затоа, добри луѓе, ве молам, масовно да излеземе на 21 април и да ја дадеме нашата подршка за нашиот иден председател на Република Македонија, професорката Гордана Силјановска. Да ја донесеме правдата во Македонија. Да ставиме крај на оваа неправда. Неправда е, добри луѓе, кога патриоти се судат со казни повисоки од 2 века, а истовремено терористи од ИСИС, вратени од боиштата во Сирија, добиваат 3 пати помали казни. Помалиот мој син Антоник има 9 години, кога со тие луѓе ќе се гледа очи во очи, кои штоту која завршиле затворската казна. Повратници од боиштата во Сирија, членови на ИСИС, а патриотите ќе имаат уште по 12 години во зандани. Затоа што, нели, така деспотот сакаше. Неправда е кога на 1 април ќе мислите дека е април и лили, а тоа било вистина, дека тоа што го гледавте и тоа што го случавте за Мирчо Свинјарникот, евро за вице и евро за црквата, не било така. Не било така. Не било вистина. Ниту сте гледале, ниту сте слушале. А знаете зошто? Затоа што им се брзаше. Им се брзаше да му испорачаат пресуда со која што ќе го ослободат Зоран Заев, бидејќи и они самите се свесни дека на 21 април работите веќе нема да бидат исти како досега. Тие слуги кои што до ден денеска му слугуваат, нема веќе да му слугуваат. Затоа што од тој ден ќе се испишува новата реалност во Република Македонија. Начело со идниот председател на Републиката, професорката Гордана Силјановска Давкова и ВМРО ДПМН начело на идната влада, избрана на фер и демократски предвремени избори. Тоа е новата реалност после 21 април. Затоа им се брзаше. Им се брзаше да донесе таква пресуда, не се сигурни. Неправда е кога на капитулантски начин, без да навлезат во суштински преговори, ќе подпишат договор со нашиот јужен сосед и ќе речат дека ова е условот за да добиеме преговори со Европската Унија. Неправда е кога минатата година на плоштади ќе играат чочеци дека сме добиле датум за преговори. Па потоа ќе се премислат и ќе речат дека оваа година ќе добиеме. Неправда е кога ниту оваа година нема да добиеме. Затоа што во Европа не се оди со аболирани политичари. Затоа што во Европа не се оди со лажови. Затоа што во Европа не се оди со свитка на кичма недостоинствено
и без чист образ. Во Европа треба да се работи, многу да се работи. Во Европа не се затвараат ски стази за да може премиерот со другарчињата со мотори да се санка. Така во Европа нема. И никогаш нема да добиеме датум се додека овие политичари ја предводат владата на Република Македонија. Ниту Мицкоски ќе ми е крив, ниту ВМРО ДПМН, ниту никој друг. Не ве бива, господа од СДСМ и господине Зоран Заев. Треба дома да си заминете. Бара власт, дојдоа на власт. Се колнеа во жицата, се сеќавате во децата, онаа жицата, кога што ќе трагаат по семето, ќе го бараат тамо, не знам како беше онаа поетска мисла. Па потоа ќе се колнат дека не постои човек додека дишел, додека го дишел овој воздух и така натаму, немало да го промени името и идентитетот. Па ќе рече на еден митинг, ајде мајката го донеле Заев името да го смени. Ајде сега да е мајката. И името го смени и идентитетот. И кој лажал? Ама тој што лаже, тој краде. Цела кариера, цела политичка кариера, сето свое политичко битисување го темели на два аргумента. Лага и лоповлук. Тоа се двете работи со кои што обстојува. Лага и лоповлук. Доста е. Треба сите еден до еден да застанеме, да се обединиме. Единство ни треба. Како никогаш до сега на 21. април, а потоа и на 5. мај. И да му го нанесеме најтешкиот пораз на Зоран Заев. Зошто? Затоа што најголемата политичка коалиција не е онаа коалиција направена во мафијашки стил, во еден скап скопски хотел, туку тоа е коалицијата со народот. Таа е најголемата коалиција која што еден политичар треба да ја направи. Тоа е коалицијата со народот. Затоа што народот наградува, ама народот и казнува. Таа казна, господине Заев, ќе ти дојде многу скоро на предвремени парламентарни избори. И тогаш, за сета плячка, за сиот криминал, за сите понижувања и омаловажувања, ќе одговараш пред законите. Нема да имаш политичка мирна пензија. И тоа ќе важи за сите твои пулени, од прв до последен. Тогаш нема милост. Исто како што ти сега немаш милост. Држиш невини луѓе во зандани. Уценуваш, се закануваш врз народни избраници. Притискаш невини граѓани во државната и јавната администрација. Лажеш, безмилосно лажеш, само за една работа. Пусти пари, господине Заев, пусти пари се во прашање, ништо друго. Треба еднашка да излезеш и често да му признаеш на овој народ. Само пари се во прашање. Сето друго кај тебе во втор план и не е важно. Само пари се во прашање. Затоа, добри луѓе, браќа и сестри, ве молам од дното на душата, да го поразиме заевизмот, за да си ја спасиме Македонија. Нема ништо поважно од тоа. Пораз на заевизмот, за да може да си ја вратиме државата на вистинска патека. А потоа не чека многу работа, бидејќи ќе треба од темели да си ја градиме државата, од почеток. Ќе треба пеколно многу работа. Но за тоа не се плашиме. Кадарни сме и подготвени сме тој предизвик да годиме сите заедно со народот. Нема да има привилегирани политички елити. Нема да има политичари кои што ќе имаат ергела автомобили од марката Бентли, Мерцедес и Мајбах.
Ние сме со народот, ние сме народна партија и ние ќе направиме коалиција со народот за да го победиме заедизмот Зоран Заев и СДСМ, да го растераме ова зло, кое е како Дамаклов меч надвистало над Македонија. Ајде да сонуваме заедно сон за Македонија. Ајде да го сонуваме заедно, добри луѓе, браќа и сестри, заедничкиот сон за Македонија. За честита, праведна, богата, достоинствена Македонија. Македонија која што ќе нуди шанса за сите. Македонија која што ќе си ги враќа децата од надвор назад дома. Ајде да сонуваме за Македонија во која што ќе имаме реновирани училишта, во која што студентите ќе учат на еден од универзитетите кој што ќе биде меѓу првите 500 во светот. Ајде да зборуваме и сонуваме за Македонија која што ќе биде технолошки тигар на Балканот. Ајде да зборуваме за Македонија каде што ќе владее правото и правдата, каде што ќе се штити уставот. Ајде да зборуваме за Македонија со нулта толеранција за криминалот и корупцијата. Ајде да зборуваме за Македонија без непотизам. Ајде да зборуваме за Македонија и сонуваме во која што политичарите ќе бидат услуга на граѓаните. Тоа е онаа Македонија за која што сакам да сонуваме. Да сонуваме и да ја пренесуваме таа Македонија на нашите деца и на нашите внуци. Исто како што нашите дедовци тоа го направија пренесувајќи ни го сонот и идеалот за таа Македонија на нас. И нашите деца и нашите внуци тој сон да го пренесат на нивните деца и на нивните внуци. Имаме план, имаме методологија, знаеме како. Молиме за шанса, молиме за можност, а првиот чекор заеднички да го направиме на 21 април и потоа да го направиме вториот чекор на 5 мај за една голема победа на професорката Гордана Силјановска-Давкова. Ајде да го поразиме заевизмот. Ајде потоа заедно, рамо до рамо, да си бидеме потпора еден на друг, грб до грб, да ги поплавиме улиците овде во Кочани и ширум Македонија и на нашите соседи, на нашите пријатели, соработници, роднини, да им го прераскажеме нашиот сон за Македонија. За оваа Македонија честита, достоинствена и горда, а не Македонија опустошена, оплячкана и омаловажена. Тоа е изборот на овие председателски избори. Го имаме Стево и ја имаме Гордана. Имаме човек, имаме кандидат кој со сета своја харизма, со сето свое животно искуство, со сите оние генерации кои што поминале на правниот факултет, кои што добиле знаење, но и со сета додадена вредност што утре може да ја даде на Македонија како држава од местото председател на Република Македонија. Тоа е нашиот избор, добри луѓе, браќа и сестри. Гласот за Стево е глас за Зоран Заев. Тоа е иста паричка со лице и опачина. Замислете, ке каже Стево дека на државава не и требало мајка и требал татко на нацијата. Замислете. А вечерва гледавме како професорката држеше час, а Стево слушаше. Човекот кој украде кампања од две жени, Тереза Меј и Хилари Клинтон. Стево е трета председателка со иста кампања на овие председателски избори. Зоран Заев и Стево Пендаровски бесрамно ја лажеа македонската нација, граѓаните на Република Македонија, без разлика на нивната етничка и верска припадност.
Бев дел, и секаде го зборувам тоа и тука во Кочани сакам да го кажам, бев дел од првата гардиска чета на гардискиот батальон на армијата на Република Македонија. И секогаш, без исклучок, кога пречекувавме странски високи представници, кога испраќавме премиери и председатели на нашата држава, бевме построени. Така беше пред нас, пред таа 2002-2003, така беше и после нас. Само овој пат не ја видовме ниту построена македонската гарда, ниту го видовме воениот оркестар како ја интонира македонската химна. Ама затоа видовме селфи и една голема лага. А лагата е доцнел авионот, морале да скратат на официјалности. Замислете, еден од трите атрибути на државава, покрај знамето и грбот, химната, морале да ја скратат. Па кого лажете? Срам ви е, заедно со вашиот нов пријател, да слушнете дека денес на Македонија се раѓа и дека македонците се борат за своите правдини. Па тоа ли е толку тешко да му го признаете на народот? А шетате наоколу и барате поддршка. Овој народ ќе ви покаже и на 21. април, и на 5. мај, а потоа и на следните предвремени парламентарни избори, дека многу го подценивте, дека мислевте дека народот е со кратко помнење. Се излажавте, господине Заев, се излажавте, а на сиот тој гнев ќе видите самиот сведок на 21. април вечерта во 21 часот, кога ќе ги соберете резултатите. Ќе видите што значи најголемата коалиција во Демократска Република Македонија. Од незината независност до ден денеска. Ќе ја видите најголемата коалиција. А тоа е коалицијата со народот. Тогаш ќе видите што значи казната. Почитувани пријатели, драги кочанчани, добри луѓе, ќе помине многу време и повторно дека ќе се видиме на плоштадот и ќе разговараме за други теми. Може би во други улоги. Но тогаш ќе си го поставиме прашањето дали тогаш кога можевме направивме се што можевме за да и помогнеме. Затоа што, ќе повторам, нашиот сон е велик. И колку е тој наш сон повелик, толку предизвиците и искушенијата се поголеми и потешки. Но не треба тоа ниту да не обесхрабрува, нити да не демотивира. И сите оние недобронамерници, кои што се обидуваат да ве убедат дека нема шанси да стигнеме до нашиот сон, затоа што ако не сонуваме, нема да има јаве. И сите оние недобронамерници кои што ќе ви велат нема шанси тоа да се случи, невозможно е, нека ве мотивира дополнително да се бориме, заеднички да се бориме еден до друг, рамо до рамо, грб до грб, да си бидеме потпора еден на друг, затоа што победуваат храбрите и мотивираните. Овде на овој плоштад, како што гледам во изминативе 4 дена и на другите плоштади, гледам храбри и мотивирани луѓе, одлучни да победат и да сонот кој што е велик стане јаве за честита, искрена и принципиелна Македонија. Ајде, знам дека пред зората е најтемно, ама верувајте дека доаѓа зората на слободата и таа зора со себе носи правда за Македонија. Да сте ми здрави и живи, да е здраво и живо Кочани Република Македонија и заеднички до една голема победа на следните председателски избори за професорката Гордана Силјановска Давкова и ВМРО ДПМН. Ви благодарам.